Вкусно! Adopted as amended as a whole. Комитетот за светско наследство на УНЕСКО одлучи Охридскиот регион да не биде впишан на листата на светско наследство во опасност. Наместо тоа, Македонија и Албанија добија дополнителен рок од 5 години за спроведување на препораките. Одлуката беше донесена на 48-та сесија на комитетот, која што се одржува во Бусан, Јужна Кореја. За неа гласаа 16 од вкупно 21 земја членка. Ке ги реализираме сите неопходни активности и ке го зачуваме Охридскиот регион како светско природно и културно наследство за сегашните и идните генерации, изјави градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков по одлуката. Она кое што посебно изминатите 3 години го работевме како локална самоуправа, но и како централна власт е посебно значајно во да кажам вредноста на сето на кое што го вложивме е препознаено по однос на заштита на животната средина, секако добар дел од она што треба да е документација, носење на одредени закони, дури и прогласување за одредени подрачја за заштитени или прогласени за како споменици на природата е во тек. Пред завршна фаза, како влада, без малку на највисоко ниво, само без премиерот Христијан Мицкоски, бевме во Париз, на тоа следеше возвратна средба на која што добар дел од работите за кои што разговаравме и се убедија, односно се уверија на лице место. И сите оние придвижувања, посебно инвестициите кои што во денешно време представуваат сериозен предизвик не само за една локална самоуправа, туку секако и за сите оние кои што се грижат, но и нитирањето на почеток на напредокот на комуникацијата помеѓу Македонија и Албанија околу препораките и мерките кои што ги добиваме во изминатите извештаи представува за нас позитивен извештај. Одлуката на комитетот е значаен дипломатски успех за земјава, оцени министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски. Владата во соработка со локалната власт во предстојниот период ќе работи ангажирано на сите забелешки, потенцира министерот. Воспоставивме јасен план, имаме јасна меѓусебна координација и насоки за тоа што треба да се направи. И за разлика од минатото, земјава сега добива подолг период за спроведување на препораките, изјави Муцунски. Ние како влада, затоа јас ги спомнав сите институции кои што беа вклучени и локалната самоуправа која што беше вклучена, ќе работиме ангажирано на сите забелешки кои што постојат, но ќе напомена, статусот на УНЕСКО треба да оди во еден паралелизам со развојот, туристичкиот, економскиот и социјалниот развој на целиот тој регион. Не треба заради тоа што има статус УНЕСКО да назаднува целиот регион и за тоа има кредибилно разбирање и во Париз и помеѓу земјите членки на комитетот и во таа смисла ќе продолжи работата и на институциите и на локалната самоуправа. Иако регионот по 4ти пат избегнува да биде прогласен за светско наследство во опасност, констатацијата на комитетот останува дека напредокот е ограничен и дека главните закани не се отстранети. Охридскиот регион со години се соочува со сериозни ризици поврзани со дивоградбите, прекумерната урбанизација, деградација на крајбрежјето, несоодветно управување со отпадни води и недоволна заштита на екосистемот. Комитетот бара да не се носат нови урбанистички решенија и развојни планови, се додека не бидат завршени стратегиските проценки за влијанието врз животната средина. Посебно нагласува дека треба да се забрза проценката на влијанието од дивоградбите врз исклучителната универзална вредност на регионот и да се преземат корективни мерки, вклучително нивно отстранување. Во однос на забелешките за дивоградбите во Охридскиот регион, Муцунски вели: Тука има конкретни предмети кои што треба еден по еден да се решаваат и тоа се прашања кои што се надлежност споделена до некоја мера и помеѓу централната власт и помеѓу локалната власт. Ако мене ме прашувате како министер и како член на владата, и верувам дека тоа е ставот на сите члени на владата, кога е во прашање дивоградба било каде, не само во Охрид, таа треба, фала Богу, да биде отстрането и тоа треба да биде направено на соодветен и на законски начин.
Според одлуката усвоена од Комитетот, Македонија и Албанија најдоцна до 1 февруари 2029 година треба да достават заеднички извештај за спроведените корективни мерки за прекуграничното добро врз основа на препораките од досегашните реактивни мониторинг мисии. Дополнително, државите треба да поканат нова заедничка реактивна мониторинг мисија на УНЕСКО и експертските тела во 2029 година, која на терен ќе ја оцени состојбата и напредокот. Македонија и Албанија до 1 февруари 2031 година треба да достават нов ажуриран извештај за состојбите и за реализацијата на преземените мерки, кои истата година ќе се најде на дневен ред на 53-та сесија на Комитетот. Во текот на летната туристичка сезона, Управата за јавни приходи потсетува дека сите граѓани кои издаваат апартмани, станови, куќи со били друг вид сместување треба навремено да ги пријават приходите и да ги исполнат даночните обврски. Управата за јавни приходи спроведува засилени активности за пријавување приходи од изнајмување, сместување и други сезонски туристички активности. Од управата велат дека целта не е само контрола, туку и помош за граѓаните полесно да ги разберат и исполнат законските обврски. Институцијата ќе спроведува информативни активности, анализи и контроли за да се обезбедат еднакви услови за сите и да се спречи нелојална конкуренција. УЈП апелира до сите што остваруваат приходи од туристичко издавање навремено да ги пријават и да придонесат за фер и одржлив развој на туризмот. По повод Светскиот ден за борба против хепатитис 28 јули, Сдруженијето Хепар Центар Битола во партнерство со Сдруженијето Ретко е да си редок од Охрид и со поддршка од здравствени установи и партнери организираат голема јавна превентивна здравствена акција. Настанот ќе се одржи на 27 јули во понеделник од 17 до 20 часот на градскиот плоштад во Охрид. Граѓаните и посетителите ќе имаат можност бесплатно и анонимно да направат тестирање за хепатитис Б, хепатитис С и ХИВ, како и преглед со фиброскен, современа и безболна метода за проверка на состојбата на црниот дроб. На локацијата ќе има медицински стручњаци кои ќе даваат совети и консултации, како и едукативни материјали за превенција, вакцинација и важноста на навремено откривање на инфекциите. Од организаторите подсетуваат дека вирусниот хепатитис е сериозен здравствен проблем, бидејќи многу заразени лица долго време немаат симптоми и не се свесни дека ја имаат инфекцијата. Раното откривање овозможува навремено лекување и спречување на сериозни последици по здравјето. Специјалистичка биохемиска лабораторија и ординација Сонце ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме променливо облачно и посвежо време со повремени врнежи од дожд, дуваше умерен повремено засилен северен ветар, а максималната дневна температура се искачи до 20 степени. Утре во Охрид сончево со мала до умерена локална облачност, ќе дува умерен до засилен ветар од северозападен правец. Утринската температура од 12 степени, а максималната дневна до 25. Температурите во Македонија утре во интервал од минимални 6 до максимални 30 степени. За време на викендот времето ќе биде стабилно со мала до умерена облачност. Нови врнежи од дожд проследени со локална нестабилност ќе има во понеделник, а од вторник повторно ќе биде стабилно со постепен пораст на температурите.